Странските инвеститори што имаат фабрики во земјава имаат долга листа на забелешки за бизнис климата. Од недоверба во правосудниот систем, корупција, неефикасноста на јавната администрација, недостиг од квалификувана работна сила, па се до барања за изградба на основната транспортна инфраструктура. Меѓутоа, и покрај тоа, најголем дел од инвеститорите на анкетите одговараат дека повторно би инвестирале токму во земјава. Овој навидом контрадикторен одговор е подкрепен и со статистички податоци, според кои само во првиот квартал од годинава, од вкупно 126,5 милиони евра странски директни инвестиции, дури 107 милиони евра се од постоечки компании кои одлучиле да ја реинвестираат добивката. За актуелните услови за водење бизнис и зошто и покрај песимизмот што владее меѓу инвеститорите кога е во прашање економската перспектива на земјава, тие сепак повторно би инвестирале овде, разговаравме со председателот на Советот на странски инвеститори Виктор Мизо. Многу добро прашање и пред се јас би сакал да кажам една работа. Прво, она што го гледаме во изминатиот период е најголем бројот инвеститорите се реинвестирање на постоечки компании. И реинвестирањето на постоечки компании најчесто тоа е еден процес кога компанијата ќе одлучи, таа си има еден 10 годишен план што и како планира да се развива, бидејќи вложила многу време, многу детални анализи за точно која земја ќе ја избере. Најголем број од овие компании немаат производствени капацитети во 10 земји од Источна Европа, туку имаат во 2 до 3. Со корона кризата, јас би рекол дека тој 10 годишен процес може би се пролонгира до 13 години. И сите тие компании знаат што, како, во кој временски период, нормално ако сите оние услови кои првобитно ги добиле и се случуваат, не има некоја драстична негативна промена во тие активности. И тие компании си имаат некој план до каде и колку може да се развиваат. Еве ќе ви кажам и во случајот на нашата компанија која минатата недела соопшти дека ќе реинвестираме уште 50 милиони евра во следните 3,5 години со нови над 300 работни места. Ако можам да го цитирам извршниот подпредседател на компанијата и оној што е главен оперативно за сите активности во светот, тој кажа дека посветеноста, желбата и она што се резултатите кои ги покажа локалниот тим, директно влијае да некои од овие нови активности дојдат токму во Македонија, а не на некои од нашите алтернативни локации во Европа. Мора да се земе во обзир дека ние имаме 2 фабрики во Украина. Знаеме и тоа двете фабрики се источно од Киев и знаеме што таму се случува и на кој начин сите овие случувања во Украина влијаат не само на нас, туку на многу компании од различен вид на индустрии. Но сепак во нашиот случај ова ќе биде 300 до 400 работни места, нема да биде 3000 работни места, бидејќи ако кажеме 3000, мислам дека тука ќе биде не сакам да речам проблематично, но нема да биде многу лесно во таков период од 3 години да се најдат, посебно зависно од кои локации низ државата. Ако ми речете во Охридско-Струшкиот регион да најдам јас 3000 луѓе во следните 3 години, знам што ќе му кажам на менаџментот на мојата компанија, знаејќи дека тоа ќе биде на граница на невозможно, знаејќи ги и демографските состојби, но и она што се случува преку летниот период. Токму недостигот на квалификувана и ефтина работна сила на пазарот е еден од најголемите проблеми на инвеститорите што веќе имаат фабрики во земјава, а се чини дека со тоа земјава ја губи и една од најголемите конкурентски предности со кои властите со години ловеа инвеститори низ светот. Сите овие услови во Македонија имаме и дополнителна состојба. Сега знаеме почнува летниот период. Емиграцијата која беше веќе присутна и со отварањето на Западна Европа видовме дека се зголеми бројот на луѓе кои ја напуштаат државата, посебно сега во летниот период. Голем број на овие луѓе, посебно млади луѓе, одат во Хрватска на сезонска работа, сигурно дел одат и во Црна Гора. Мислам дека не толку многу во Грција како што беше случајот пред 5 до 6 години, но ова значи намалување на потенцијалот на работа на домашното стопанство. Без разлика дали се тоа домашни или странски компании, сепак можам да кажам и директно не само ние како компанија, туку и компаниите со кои сум релативно често во контакт, гледаат дека има намалување или луѓе кои земаат неплатен одмор и во периодот 3 до 4 месеци ја напуштаат државата. Дополнително имаме проблеми со квалификацијата на работната сила.
без разлика она што изминатите неколку години значи дуално образование. Се поголем број на средни училишта го имаат она, јас би рекол во Југославија во крајот на 80-тите години кога имавме средно стручно образование, би направил една паралела можеби со тоа, иако ова по германски, по швајцарски, по австрийски модел, сепак овие луѓе, голем дел од нив и кога ќе го завршат тој 4 годишен циклус на средно образование и нивна квалификација и пракса по компании, многу од нив се уште размислуваат да одат на факултет. Иако во случајот на Германија, обично тие луѓе продолжуваат со работа како професионалци во нивната струка, а не треба да бидат или најчесто не се факултетски образувани. Истовремено и квалитетот на високото образование. Не го коментирам она шангајската листа каде се универзитети во Македонија, но мора да се земе во обзир колку тие луѓе кои завршуваат електро, кои завршуваат машински факултет, оние што требат во така наречените STEM науки, она што значи наука, техника, математика и слично. Колку тие може веднаш да влезат на работното место и да работат на предизвиците и веднаш да креираат вредност, или пак како компании сме приморани во некој период од 6, 12, а понекогаш и 18 месеци да се вклучиме во процес на нивно дообучување за тие да ги научат сите оние неопходни алатки, но и процеси на размислување кои компаниите во денешното време, каде што има многу брзи, нови технолошки принципи кои се воведуваат во работа, за тие да можат да бидат во тек со нив. Освен тековните проблеми од економска природа, еден од најважните услови за водење бизнис според странците, кој што секогаш е меѓу врвните приоритети, е правната сигурност што ја нуди правосудството. И тука оценките се секогаш незадоволителни. Една работа што се провлекува веќе подолго време, а мислам дека последните неколку месеци е многу во фокусот и на меѓународните дипломатски представници во Македонија, е борбата со корупцијата и владењето на правото. Овдека пред се, ако кажам странските компании од гледна точка на владењето на правото, најчесто единствен проблем кој потенцијално би го имале е ако тие имаат некаков договорен однос со локална компанија која нуди некаков вид на услуги или производи. И најчесто тука некој може да прецепира дали локалниот судски систем би бил директно реален и дали би се одлуката би била онака каква што се очекува врз основа на фактите. Но од друга страна, најголем број на странски компании гледаат дека сигурноста на тој локален правен систем не е според нивните очекувања или според она што е глобалната перцепција на тој правосуден систем, и заради тоа, например, договорите за државна помош помеѓу странските компании со државата во најголем број на случаи во случај на некаков проблем, тука има меѓународна арбитража, што значи дека некоја земја во континентална Европа, тука според правила и прописи на меѓународната стопанска комора, нормално според македонското законодавство, но таков вид на некаков вид на спорови би се решиле на тој начин. Така да перцепцијата за владењето на правото е многу важна, бидејќи тоа дава еден вид на правна сигурност, но и сигурност на државата. Дали тоа значи дека правниот систем во Македонија е реално кон секоја единка која потенцијално креирала некаков проблем, дали сите се гледаат со исти аршин. Како човек кој што во претходната владеачка гарнитура беше дел од тимот посветен токму на привлекување странски инвеститори, го прашавме Мизо каков е денес слухот на властите за инвеститорите. Веќе неколку месеци имам нова дополнителна функција во рамките на компанијата како подпредседател за односи со влади на целата групација на глобално ниво. Можам да ви кажам дека само во изминатите 3 недели од неколку локации, од Каталонија, од Полска, од Ирска, од Мароко, веќе директно кон мене се стигнати барања од нивните соодветни институции кои се задолжени за привлекување на странски инвестиции или за економски развој, барања за средби, за посети, за на каков начин да се дефинираат и да се објаснат нашите конкретни активности во тие земји, кои се нашите планови во следните 3 или 5 години и на кој начин може да не подржат. Но проактивноста и анализата на кои се оние сектори во кои Македонија има конкурентна предност, кој ги анализира тие сектори, кој ги анализира
поединечните компании кои активно оди, чука на врата на тие компании, бара да се презентира Македонија како дестинација, да види каде се тие во нивните инвестициски циклуси и како ние можеме да влеземе во тој процес, сметам дека тоа се прави многу малку, барем од она што јас можам да го видам. Но истовремено проактивноста, поддршката на постоечките компании, они така наречен aftercare. Според мене, постоечките компании може да бидат најдобри амбасадори и во рамките на своите компании за проширување дејноста на други дејности, не само онаа компанија која дошла, туку и други дивизии од самата компанија да се прошират, но истовремено нивните конкуренти, нивните клиенти, ако овдека има задоволство на некој место, вие тоа ќе го споделите со луѓето со кои што соработувате. И било која индустрија, без разлика дали тоа автомобилска или некоја друга, тие индустрии релативно луѓето се познаваат меѓу себе. И ако некој даде позитивна препорака за некоја земја, ќе видиме дека тоа релативно далеку може да стигне. И мислам дека таа поддршка или нивото и степенот на поддршка, решавање на проблемите и на предизвиците со кои компаниите се соочуваат, не оди онолку брзо колку што треба тоа да биде. Перспективно за очекувањата годинава, Мизо вели дека рецесијата во Европа и намалувањето на прогнозите за глобалниот раст за цел процентен поен несомнено ќе се одразат негативно на работењето, а најголем ризик се уште е високата инфлација, поради која се зголемуваат каматите и се угушува потрошувачката.